Добре дојавте во Актуелна Тера. Еве ги вестите на денот. Дебата за воздухот во Битола. Стадионот под Тумбекафе ќе добие рефлектори. Фудбалска паралелка во земјоделското во Битола. Брисел во мониторинг на општина Новаци. Денеска се формираше консултативното тело за испитување на амбиенталниот воздух во Битола. Стручни лица и граѓани на Битола учествуваа на седницата на Комисијата за заштита на животната средина на општина Битола. Маја Бокоевска. Откако на седницата на Советот на општина Битола се донесе одлука за формирање на консултативно тело за следење на состојбата со амбиенталниот воздух во општина Битола, денес ја имаа првата седница со која председаваше Стојан Кулевски, председателот на Комисијата за заштита на човековата средина. Своје излагање имаа представниците на телото. Од РЕК Битола потенцираа дека имаат инвестиции со кои се намалуваат штетните гасови, а во тек е модернизација на котлите на блоковите 2 и 3. Основна цел на оваа модернизација е намалување на штетните гасови и тоа од NOx. Тоа значи дека веќе влеговме со модернизација на котлите, со согорувањето во котелот, со додатно согорување, слеговме на NOx помалце од 200 милиграми по нормален метар кубен. Тоа значи дека не само што ги исполнавме нормите, македонските норми за издувни гасови од NOx, туку ги задоволивме веќе и европските норми. Веднаш да кажам дека имаме современ филтер, меѓутоа електростатски за штетните, за прашината. Заради тоа, во наредниот период имаме во план да извршиме нова инвестициона активност која ќе направи намалување на прашината. Како дел од ова тело се и Центарот за јавно здравје. Мислам, во Центарот за јавно здравје се врши мерење на аероседиметот, таложната прашина која што е над 10 микрограма, која што практички таа се таложи, ние луѓето не ја вдишуваме и таа не влие многу врз здравјето на луѓето. Инаку загадувањето на воздухот покрај индустријските објекти, знаете, го вршат сообраќајот, во ова централното градско подрачје најмногу сообраќајот влие, потоа оджаците од домовите, пушењето исто така влие, има влијание врз здравјето на луѓето, особено врз респираторните заболувања, малигните заболувања, меѓутоа не се тие и единствен фактор за појава на овие заболувања, влијат и многу други фактори. Од Техничкиот факултет се осврнаа на загадувањето од сообраќајот. Јас нема да зборувам дека сообраќајот не е загадувач, тоа е општо познат факт. Факт е дека сообраќајот е загадувач и на амбиенталниот воздух и како податок е она што секој може да го пронајди, 20% од емисиите на CO2. Зборувам, значи, не во Македонија, зборувам за податоци во Европска Унија, 20% се од емисијата од сообраќајот и транспортот. Дури 12% во тоа учествуваат патничките автомобили. Проблем со кој се соочува и секоја развиена земја, а не само ние. Но од друга страна пак е нешто што е потребно без кое не се може. Токму поради ова треба да се размислува во насока на превземање на одредени мерки кои ќе придонесат до намалување на овие емисии и загадување на амбиенталниот воздух од сообраќајот, а без при тоа да се наруши, значи, сообраќајниот систем во глобала. Во работата на телото учествуваат и 4 членови на Комисијата за заштита на човековата средина. Во консултативното тело, кое што треба да препорача во идниот буџет за 2015, што да влезе во делот на стручна и научна обсервација на проблемот. Ако сакаме да правиме шпекулации, тогаш ќе останеме на ниво на политиканство како што и почнавме. Овде не сме да има ниту виновници во делот тука каде што седиме, гледано од идеолошки аспект, ниту на некого вината директно може да му се префрла, треба да се најде изворот на загадување и да се решава проблемот. На седницата се обратија и биосфера со барање. Значи, прво, како препорака,
да се пристапи кон спроведување и донесување на нов локален еколошки акционен план, а пред тоа за таа потреба соодветно советниците да алоцираат финансиски средства во буџетот на општината Битола. Локалниот еколошки акционен план е предвиден да се реализира согласно стратегијата за локален економски развој на општината Битола, донесена пред 1 или 2 месеци, не знам точно, значи како точка внатре е детектиран, меѓутоа нашето барање е да се пристапи кон спроведување што е можно побрзо на оваа точка. Седницата беше отворена за јавноста, а дел од граѓаните го искористија правото да го искажат своето мислење. Стадионот во Битола ќе добие рефлектори. Ова го најавија претседателот на ФФМ и градоначалникот на Битола. Можам да кажам да најавам и следниот проект кој што ќе го реализираме заедно со општина Битола. Општина Битола е вклучена во проектот за реализација на Хетрик 4 програмата, што значи поставување на рефлектори на стадионот и комплетно нова подлога, тревна подлога, и инвестиција некаде од околу 800.000 евра, со која што во многу ќе се подобри инфраструктурата на самиот стадион, значи ќе се овозможи гледање на ноќни надпревари, ќе се подобрат условите за игра на фудбалерите на Пелистер и на сите оние кои што играат на истиот стадион. Значи ова е еден нов проект кој што сега го најавуваме, се надеваме дека идната година значи ќе го реализираме. Помошта е исклучително важна и голема, ова што денеска ви каже претседател на ФФМ, значи почнуваме прво со средување на теренот за игра и осветлување, така што тоа ќе биде во согласно со проектот кој што веќе го има општина Битола, затоа што нашиот проект е за целиот стадион. Убеден сум дека идниот период ќе најдеме начини да започнеме и со реализација на останатите делови стадионот, но се не само на стадионот, затоа што како што гледате со отворањето на паралелката, со новите моменти кои што денови ќе ви ги официализираме со поддршката нели и земањето на клубот во приватна собственост, значи ќе треба да се подобрат и другите инфраструктурни делови, значи други терени за вежбање, нови игралишта, можеби така натаму, каде што сите заедно, убеден сум дека ќе најдеме начин, на вистински начин да го подобриме фудбалското живење во градот. И не само за фудбалот, истото се однесува на ракометот. Вие знаете дека Советот на општина Битола на последната седница донесе 2 одлуки. Значи едната беше се дава ингеренција на градоначалникот да потпише договор од веќе стигнатите понуди да се избере најдобриот понудувач за фудбалскиот клуб Пелистер, и другата одлука, значи зборувам за спортот, имаше се разбира многу други одлуки кои што ги донесе Советот, и другата одлука беше да се направи акционерско друштво и ракометниот клуб. Значи тоа го работиме, се надевам дека идниот период многу брзо првиот дел ќе го завршиме, но очекувам и вториот дел брзо да го завршиме. Во тек сум, значи интензивно преговараме со луѓето кои што се заинтересирани да се вклучат директно во спортот, заедно со ФФМ, заедно со Млади спорт, заедно со нашите таленти. Локалната самоуправа максимално е вклучена секогаш. Сигурен сум дека веќе условите ќе ги подобриме. Сега кога веќе сме во една ситуација каде што мора да се донесат многу важни одлуки, тоа многу внимателно, многу вешто и се надевам бескрајно брзо ќе го направиме за доброто на спортот. Битола ја доби првата фудбалска паралелка, ја отворија во земјоделското училиште, 23 ученици ќе учат фудбал. Маја Богоевска. Градоначалникот на Битола и првиот човек на ФФМ денес ја промовираа првата регионална дисперзирана спортска паралелка во општина Битола, во која се запишани 23 ученици, и тоа 18 од Битола, останатите од Ресен и Демир Хисар. Битола е еден од најголемите фудбалски центри во Македонија и веруваме дека со отварањето на оваа паралелка ќе имаме еден континуиран развој на младите фудбалери и уште подигнување на квалитетот на фудбалот овдека во овој регион. Денеска поделивме опрема, значи на фудбалската академија, дадовме програма за развој по која што треба да работат стручните лица во академијата. Знаете дека веќе сме дел од проектот на УЕФА за развој на млади елитни фудбалери и се работи по таа програма. Се надеваме дека сите овие активности кои што ги превземаме ќе ни донесат квалитетни млади фудбалери, квалитетна репрезентација, квалитетен Пелистер, значи што е и целта на целиот овој проект. Благодарам.
Во Битола започнува нова страница во спортот, рече Талески. Сушам се работи за едно образование, средно образование, кое што е гимназиско образование, дополнето со стручни предмети, кои што предмети треба да ги остручат, да ги оспособат овие млади, прекрасни таленти за фудбал. Така што работата ја фаќаме многу сериозно. Мислам дека треба да се подобри максимално и во делот на инфраструктурата како локална самоуправа, но најважното е да се селектират висински таленти кои што ќе го дадат својот придонес исто така во фудбалот и убеден сум дека дел од овие деца ќе бидат членови на највисоката фудбалска репрезентација на Република Македонија и ќе не представуваат со што се подобруваат условите да нижиме и врви резултати. Наставата за спортската паралелка ќе се изведува во средното земјоделско училиште, каде што неодамна е отворена новоизградената спортска сала. 4 општини денеска добија сертификати за половно-деловно опкружување. Град Скопје, како и општините Богданци, Газибаба и Прилеп, се новите општини кои добија сертификат за половно-деловно опкружување. Станува збор за европски сертификати со кои се потврдува моќноста на овие општини како поволни за бизнис и влест на странски инвестиции. Минатата година ваков сертификат зедоа општините Струмица и Велес. Сертификатите представуваат меѓународен печат за секоја општина која сака да ги зголеми инвестициите и да го подобри деловното опкружување, односно потврда дека општината има ефикасна администрација, транспарентно локално владење, соодветна инфраструктура и партнери во индустријата, велат од Сојузот на стопански комори. Полицијата откри кој бил разбојникот во Крушевско. Минатото е база на националниот идентитет, Стрезовскиот ресен. За најавените теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: со што најчесто стигнувате до работното место? Со автомобил, со такси, со автобус, со велосипед, пешки? За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Европската Унија продолжува да ги поддржува проектите ИПА-1 и ИПА-2 програмите во чии рамки спаѓаат Коридорот 10 и Коридорот 8, уверуваат од делегацијата на ЕУ во Скопје. Предлог буџетот на Македонија за 2015 е проектиран на раст од 4%, инфлација на ниско ниво 2% и буџетски дефицит од 3,5%. Станот на актерот Бранко Миликевик, познат како Бранко Коцкица, вчера бил ограбен. Од неговиот стан се украдени 4 рачни часовници, 2-3 прстени и револвер кој припаѓал на сопругата на Бранко. Делегацијата на Египет ги откажа средбите со своите турски колеги на 69-та сесија на Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации, јавуваат светските медиуми. Сонко станува на најавите за генерален штрајк в понеделник, но при тоа нема да има поддршката од пожарникарите, земјоделците и поштарите кои се членови на истата конфедерација на слободни синдикати. Богата спортска, културно-уметничка и бизнис понуда најавуваат организаторите на 14-тиот традиционален преспански Аболкобер, што се одржува од денеска до 27 септември. Брисел во мониторинг на општина Новаци да провери што сработи и колку сработи со проектот Жива историја, жива природа. Во рамките на имплементацијата на ИПА проектот за заштита на културно-историското наследство во општина Новаци, Жива историја, жива природа, градоначалникот Котевски и проектниот тим беа домаќини на 2 независни монитори од Брисел. Целта на оваа така наречена РОМ мисија е независни набљудувачи ангажирани од Европската Унија да се запознаат со текот и имплементацијата на ИПА проектот, да ги видат резултатите, видливоста и одржливоста. На самиот почеток се интересира за општината, за соработката со нашиот грчки партнер општина Алмопија, како и за проблемите и предизвиците од спроведувањето на прекограничните проекти, вели градоначалникот Котевски.
Двете независни мониторки ги посети и објектите во Мариово кои беа предмет на реконструкција со средства од ИПА програмата. Најпрво ја посетија црквата Свети Димитрија во селото Градешница, потоа куќата на Кале Шања во село Старавина и на крајот го посетија мостот и воденицата во село Зовиќ, од чија уникатност и раскошна природна убавина беа воодушевени. На почетокот на месец октомври општина Новаци ќе го организира третиот координативен состанок помеѓу градоначалниците и проектните тимови на Новаци и Алмопија со цел да се договорат последните активности кои треба да се имплементираат до крајот на проектот Жива историја, жива природа. Синоќа во Ресен се одржа свечена академија по повод 1000 години од смртта на цар Самуил. Градоначалник Острезовски рече дека минатото е база на националниот идентитет. Оливера Михајловска. 1000 години од смртта на цар Самуил. Неговата преспа се сеќава на царот кој своето владење го започна и го заврши токму во овој прекрасен крај со научна трибина и свечена академија, каде учествуваа повеќе истакнати доктори на науки по историја кои ги презентираа своите научни трудови и се подсетуваше на историјата и востанијата на овој голем цар. Самуил несомнено студал големо царство, чие селиште најпрви било во Преспа, а потоа префрлено во Охрид. Постепено ги вклучил под своја власт цела Македонија, освен Солун, териториите помеѓу Дунав и Балканските планини, Тесалија, односно денешна Грција, Епир, делови од Албанија, Содрач и најпосле и српските земји. Македонската историја го гледа ова востание на комитополите како чин на осамостојување од бугарската власт и формирање на база за нова идна македонска држава. Според градоначалникот на Ресен, ова е само почеток на она што го заслужува како почит цар Самуил од жителите на Преспа. Додаде дека врската со Самуил и по 1000 години постои и е една силна нишка врз која се темели македонскиот идентитет. Стрезовски дополни дека во време кога некој не негира како народ, токму минатото е она врз што треба да се држиме. Мајки го предвид нашето славно минато, вклучително и Самуиловото наследство, во тоа минато, треба сите заеднички да се трудиме, нашето општество, нашата локална заедница и држава, втемелени врз вековните борби за државност и слобода, да ја градиме и да ја развиваме кон успехот и просперитетот. И со величина која ни обезбедува место во друштвото на најсовремените денешни држави, слично како што и Самуиловото царство било во времето кога постоело, било величина сама за себе. Градоначалникот рече дека борбата продолжува и по 1000 години. Денешните наши борби, почитувани, се да изградиме економски просперитетно и демократско општество. Во тие борби, секој треба да го даде својот максимален придонес со цел да се овозможи подобар живот за нашите граѓани, а со тоа да ја трасираме иднината на нашите поколенија. Тој напредок мора да биде втемелен врз нашето минато, во ерата на глобализација и интеграција, бидејќи, ако ние го изгубиме нашиот идентитет, не сме ја добиле битката на сите наши генерации. Стрезовски дополни дека историјата и минатото како силен доказ за македонизмот може да бидат силна алатка за борба, доколку се искористат применување на улици, институции, како и обележување на локациите каде овие историски војсководци и цареви поминале и делувале како туристичка понуда, а со тоа и афирмација на овој крај. Планинарското друштво Димитар Илиевски Муратов во соработка со Црвениот крст на Битола денеска организираше крводарителска акција. Денес имаме четврта поред крводарителска акција во Планинарскиот спортски клуб Димитар Илиевски Муратов по соработка со Црвениот крст на Битола. Одзивот е доста голем, како и претходните акции. Сите планинари се собрани, дават крв, ја покажуваат хуманост на дело, значи покрај членови на нашиот клуб има и граѓани од Битола, гледам од неколку фирми, веќе се дојдени, така да одзивот е доста голем и се надеваме дека се ќе биде во ред. Полицијата го откри разбойникот за кој вчера информиравме внукот, го обграбил вујкот од Австралија.
Полицијата поднесе кривична пријава против 29-годишниот ца од село Пресил Крушевско поради основано сомнение дека истиот сторил кривично дело разбојништво. Пријавениот во утринските часови влегол во куќата во која како гост им престојувал неговиот вујко кој живее во Австралија. Додека пријавениот се обидел од неговиот вујко додека спил да укради пари, истиот се разбудил и се спротивставил, на што пријавениот го турнал и нападнал и покри дадениот отпор од оштетениот, сепак успеал од натрешниот джеп од кошулата да му одземе 4100 австралиски долари. Еве што донесува светот на актуел. Франција бомбардира во Ирака за Сирија, одлучува дали ќе се бори против тамошните џихадисти. И за други вести од светот, покусата пауза, останете со нас. Битолчанка заштитно лице на модниот бренд Елена Лука. Голема е заинтересираноста на битолчани за 3D киното во Битола. 50% попуст на колекциите во Адамс Шуз. Францускиот министер за одбрана Жан-Ив Ле Дриан изјави дека е можно учество на Франција во воздушните напади врз цели на исламската држава во Сирија. Франција се приклучи на коалицијата која действува против милитантите во Ирак, но досега се воздржуваше од учество и во Сирија. Францускиот министер за надворешни работи Лоренс Фабиус неделава изјави дека нема легална пречка за такво нешто. Франција соопшти пак дека врши нови рунди на воздушни напади врз цели на исламската држава во Ирак. Портпаролот на владата изјави дека француските борбени авиони во утринските часови погодиле цели во Ирак без притоа да даде повеќе детали. Франција се приклучи на коалицијата против исламската држава, но само за цели во Ирак, затоа што официјален Багдад побарал помош, но засега се воздржува од напади во Сирија. Британскиот премиер Дейвид Камерун изјави дека побарал парламентот да обезбеди одобрување Велика Британија да учествува во воздушните напади против милитантите на исламската држава во Ирак. Во обраќањето на Генералното собрание на Обединетите нации, Камерун изјавил дека постои јасна основа во меѓународното право за акција. Камерун исто така изјави дека Иран би можел да биде дел од решението во победата над заканата од исламската држава. Тој рече дека Лондон има сериозно несогласување со Иран, но дека на Техеран исто така треба да му се даде шанса да покаже дека може да биде дел од решението, а не дел од проблемот. Европската унија ја зголемува помошта за цивилното население загрозено од граѓанската војна во Сирија за 215 милиони евра. Европската комисија соопшти дека 50 милиони евра ќе бидат наменети за хуманитарна помош и 165 милиони евра за финансирање на долгорочни проекти за развој во Сирија и соседните земји, во кои се наоѓаат стотици илјади сириски бегалци. Помош има за цел да им помогне на соседните држави на Сирија за справување со сириските бегалци и задоволување на нивните основни потреби, се наведува во сопштението на Европската комисија. Околу 3 милиони сирици принудно ги напуштиле своите домови од почетокот на војната во 2011 година. Холивудската звезда Леонардо Ди Каприо вчера на самитот за климатските промени во Обединетите нации ги повика светските лидери да престанат проблемот на глобалното загревање да го гледаат како фикција, пренесуваат светските агенции. Како актер јас полагам право на живот, често играм измислени ликови кои решаваат фиктивни ситуации. Верувам дека човештвото досега ги гледаше климатските промени на ист начин, како да станува збор за фикција, рекол Ди Каприо како представник на генералниот секретар на Обединетите нации за климатски промени. Познатиот актер во говорот пред 120 светски лидери повикал на воведување посебен данок за испуштање на јаглерод и укинување на субвенциите кои владите во светот ги дават за нафта, јаглен и газ. Председателите на Франција, Јужна Кореја и Германија во своите обраќања на самитот ветија помош секоја по 1 милијарда долари во испразнетиот фонд за помош на сиромашните земји за да се прилагодат на последиците од климатските промени. Иако имаше предупредување дека ебола вирусот може неконтролирано да се прошири во Африка, во Нигерија тврде дека успешно го спречиле појавувањето на нови случаи. Председателот на Нигерија изјави дека повеќе нема нови случаи на ебола во земјата, истакнувајќи дека тоа се должи на строгиот карантин под кој беа заболените. Моментално во Оксфорд се тестира вакцина против еболата, откаде истакнуваат дека истражувањето оди неверојатно добро.
Португалската влада ја зголеми минималната месечна плата во оваа земја на 505 евра од претходните 485, што е понатаму најниска плата во Западна Европа. Ваквата одлука следеше по повеќе неделните преговори на владата со деловните лидери и синдикатите на работниците, бидејќи минималната плата во Португалија, која што е предмет на данок на доход од 14,5%, ја добиваат повеќе од 600.000 вработени, од кои најголем број работат во земјоделството или во кафулињата, рестораните и хотелите. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Тичево? Следува временската прогноза за следните денови во Тичево. Овде завршуваме, благодариме што бевте со нас, останете натаму со Тера.